Светските цени на оризот во јули и на почетокот на август се највисоки по оние од септември 2011 година, велат од Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО. Глобалниот индекс на цените на оризот се зголеми месечно за 2,8% во јули, односно за 129,7 поени, што е највисоко во последните 12 години, соопшти Римската агенција. Според ЦНБЦ, во споредба со јули 2022 година, цената на оризот пораснала за 19,7% поради забрана на Индија за извоз на некои видови ориз и неповолните временски услови кои би можеле да влијаат на производството. Некои добавувачи се загрижени за потенцијалното негативно влијание на климатскиот феномен Ел Ниньо врз производството на ориз, како и за прекинот на жетвата во Виетнам поради дождовите што ги зголеми цените, се додава во извештајот. Водечкиот светски извозник на прехранбени производи го забрани извозот на бел ориз кој не е басмати на 20 јули, бидејќи владата во Њу Делхи се обидувал да го спречи растот на цените на оризот во земјата, истовремено обезбедувајќи доволно залихи по разумни цени. Индексот на цените на оризот на ФАО ќе станува уште поголем до крајот на август, отколку во јули сметаат искусните аналитичари. Дали и колку сето тоа ќе се одрази врз цените на домашниот ориз, засега нема проценка од агроекономските стручњаци во државата, но земјоделците очекуваат дека поради ваквите движења на светските пазари и тие ќе се офајдат. Од друга страна, граѓаните кои секојдневно се бомбардирани со цени, со загриженост гледаат што се случува на пазарот.